некои проекции кои што ги имаме се дека некаде околу 3500 луѓе секоја година само во Скопје умираат благодарение на загадениот воздух. Имаше еден транспарент, вели едно од 9 или од 10 бебиња починува благодарение на загадениот воздух во нашава држава. Така да не ми е јасно зошто и од која причина протестот беше непартиски, граѓански, се организираа луѓето на социјалните мрежи, зошто нема поголема бројка по улиците, поголем број на луѓе кои што го покажуваат незадоволството. Верувајте дека секоја власт, секоја политичка партија, единствена порака која што ја разбира и ја зима за сериозна е пораката која што се испраќа од улица со протести или па дури и закана за протести некојаш е доволна. Самата помисла на власта дека може да биде блокирана цела држава или да биде блокиран главниот град е единствената порака која што ја разбираат. Ако тоа не го правите, ако не делувате на тој начин, користејќи ги сите демократски методи, пораката од премиерот ќе ви биде: радувајте се, зборувајте за убави работи. Тоа е единствениот јазик кој што овие луѓе го разбираат. Ништо друго. И се доека како народ не го сватиме ова, кој што очигледно го имаат сватено во Албанија, во Бугарија, во Грција, во Србија, секаде што има масовни протести. Ако не го сватиме ова, нема да има никој да промени оваа држава. 50% е скратен буџетот за справување со загадениот воздух. Толку е интересот на државата за решавање на вашиот проблем. Се работи за нешто што не засега сите. Сите го дишеме истиот воздух. Власта треба да му служи на народот, а не народот на власт. И тој момент ние не го разбираме. Ние не ги користиме ниту еден од тие методи и начини на кои што ние можеме да извршиме притисок. И викаме ништо не се менува. Па не се менува. Не чувствува доволен притисок за нешто да се смени. Ние сме заробени тука и не правиме ништо.